Сточарите и држателите на домашни меленици да го заштитат добитокот и мелениците од крлежите кои во овој период ги има во парковите, ливадите и речиси на сите зелени површини. Превентивните прегледи и аплицирањето со заштитни средства е задолжително за да се спречат последиците, порачуваат ветеринарите. Секоја година ние апелираме да домашните животни, конкретно кучињата, љубимците и мачките, треба да бидат заштитени бидејќи со појавата на крлежите во земјата, односно по парковите, во травата, каде што тие едноставно се шетаат, контактот е евидентен. Сите ќе мора да бидат заштитени. Најпрво треба да се изврши капење на животните, а потоа превентивна заштита, односно апликација на средства кои се конкретно за заштита против крлежите. На опасноста од крлежи изложени се децата кои дошле во контакт со домашни меленици и возрастните повраќање од природа, задолжително да направат проверка на телото, особено на заткрините места каде може да се сокрие крлеж, велат тие. Добар дел на луѓето совесни кои се држатели на куќни љубимци доаѓаат овде кај нас и ги заштитуваат своите единки. Апел до сите оние дечиња кои едноставно куќните љубимци за нив се стварно нешто нај после секое шетање и после секое галење на кучињата, обовезно и наперање на раците. Крлежите може да пренесат опасни заболувања кај човекот, меѓу кои лајмската болест, хеморагични трески и воспаление на мозокот. Статистиката покажува дека е мал ризикот од зарази по убот од крлежи, но најважно е навремено и правилно отстранување на овој паразит од човековото тело и укасаните пациенти тоа да не го прават сами, туку да побараат стручна помош. Досега на инфективното оделение во Штип, 10 пациенти укасани од крлежи побарале лекарска помош.